Од таргетираните дејности во делот на кредитокорисниците, занајчиите кои плаќаат давачки на реален приход, трговците поединци и приватните здравствени установи. Износот на кредитот ќе биде дефиниран во зависност од бројот на вработените и падот на приходите и може да изнесува од 900 до 9000 евра. Роковите за отплата ќе се движат од 36 до 42 месеци со 12 месеци грејс период. Би сакал да укажам дека во оваа кредитна линија е овозможена и грант компонента до 50% од висината на кредитот, доколку корисниците на кредитите ги исполнат потребните услови. А тоа е во 2021 година да имаат 5% повеќе вработени во однос на 2020 година и вкупните приходи во 2021 да се зголемени за 10% во однос на 2020 година. Или може да добијат грантови од висина од 20 или 30% доколку е остварен еден од овие горе наведени услови. Повеќе детали на самиот начин на аплицирање, критериумите и други податоци по однос на јавниот повик ќе бидат споделени понатаму на оваа пресконференција од страна на министерот за финансии Бесими и директорот на Развојната банка господин Наумов. Сите економски мерки беа и се дизајнирани според потребите на граѓаните и стопанството. И токму затоа резултатите се позитивни и видливи. Во таа насока продолжуваме да ја развиваме нашата држава, затоа што на крајот на денот ние сме тука да им го подобриме животот на нашите граѓани и да создадеме поволни услови за развивање на стопанството. Сите мерки од 6 економски пакети беа креирани за зачувување на секое едно работно место, како и одржување на ликвидноста на компаниите. Се надевам дека ова кредитна линија ќе биде уште една дополнителна алатка за побрзо опоравување на компаниите од економската криза, но и дека ќе овозможи поинтензивна реализација на нивните развојни планови, а со тоа ќе се обезбедат нови работни места и да се подобрат условите за нивните вработени.